Здраво, добри луѓе, 18:30 часот кога започнува вашата омилена летна емисија Golden Summer. Вие сте на вистинската фреквенција на канал 5 телевизија. Останете тука затоа што ви имам припремено на вистина многу добра содржина. А токму денешното издание ќе го започнеме со Тоше Зафиров, човекот кој можам да кажам дека освои најпрестижната награда кога се работи во светот на бодибилдингот и фитнесот, а тоа е Мистер Олимпија. Па да погледнеме што се тој кажа. Предходниот пат Тоше ни беше гостин заедно со Немања во студиото кога се емитуваше Golden Carpet. Сега сме тука заедно сите тројца, каде што ќе спомнам и зошто сме заедно во Golden Summer. Тоше, тогаш толку многу убаво искрено ми збореше за Габи, што јас не сакав да помине ова снимање без да биде присутна таа. Знам дека се сеќаваш на што мислам, така? Да, и тоа е едно од најгледаните видеа кај мене што ги имам постирано. Навистина? Да. И навистина ми е посебно мило и посебно чест и драго што е навистина гледано и што луѓето ја препозна таа искреност во мене, бидејќи тоа навистина го кажувам искреност со чисто срце и чисто душе и сакам да се знае и тоа е така и стојам за сето тоа што сум го кажал тогаш и исто пак ќе го повторам, значи исто мислење го имам како тогаш што го има за Габи, исто и ден денес се случува со мене и со нејзе и тоа не прави и поуспешни, и посречни, и попродуктивни и поубав брак и посречно семејство и така препорачувам на сите да се чуваат семејството, бидејќи нема ништо посвето и поубаво од едно семејство и една фамилија. Апсолутно се сложувам со сето тоа. Габи, знаеш и како убаво ми кажа, вика. Секоја вечер кога се легнуваме, ние се држиме за рака. Ете, баш така како што направи сега. Тоа ми го кажа. Ова, јас те прашав веднаш после снимањето дали е точно или само така ми излажа пред камера, ама ми Сепак тоа е точно, значи нема поубаво чувство да си дели секојаш досаканиот и како што секој што знае да ме пофали да е горд на мене, јас сум пресреќна, значи пошто го искажува секој што од срце и душа и посебно сум исто како што е тој горд на мене, исто јас на него и да, секојаш се држиме за рака. Мислам нема поубаво тоа, еве кога си дојдем од работа, тој половина час одмараме нели и легнате еден покрај друг. Заспиваме сладко. Браво. Тука се наоѓаме во вашиот дом. Јас во вашиот дом можам да забележам безброј медали. Не се само овие тука што ги гледате, значи има по сите, буквално по сите ѕидови. Дали мислиш нешто да направиш, некој мал музеј можеби? Ова е нашата најголема гордост, а посебно уште поголема гордост бидејќи ова година за прв пат еден од пехарите е на нашата черкичка, која што освои прво место на светско такмичење во фитнес во категоријата јуниори. Ова е целиот наш живот, почнувајќи од 97 година кога сум го освоил мојот прв медал, па се до ден денес. И затоа многу пати јам кажано, во животот се може да ти земат, ова успехот не може да ти го земе никој. И ова е нешто што останува и за нашите деца, внуци и правнуци да бидат горди за нас и би сакал еден ден, а посебно би сакал сето ова да го пренесам во моето родно Тименик, да се отвори таму еден мал мини музеј, сите оние кои што сакаат да дојдат да ги погледат нашите успеси, да се мотивираат, па многу луѓе да поттикнеме да го работат, исто да бидат успешни без разлика на кој да е поле. Тоше, од каде и да одите, секогаш се враќате со медал. Добро, па нели вие некогаш еве незгодно од надпреварувачите, други што се таму, нели треба и некој друг да однесе медал дома? Ова година официјално веќе сум пензионер од такмичарскиот бодибилдинг. Навистина, после 27 години од преварување, осети дека едноставно на моето тело му треба одмор, а и време да се посветиме повеќе на други работи. Да, сега сакам да се посветам повеќе на мојата черкичка, на Габриела, на тимот околу мене заедно кои што соработуваме и работиме, така што почнуваме еден нов предизвик во животот, кој што мислам дека исто како до сега ќе биде успешен. Јас од фитнес и од бодибилдинг, од здрава храна, тие здрави навики не можам никогаш, ниту сакам да се откажам, но сепак овој такмичарски бодибилдинг е премногу исцрпувачки, премногу диети, премногу години веќе позади мене и мислам дека е доволно и да оставиме малку и на младите. Може би ти се пензионира кога станува збор за такмичење, но затоа Габи моментално се врати со медал од Мистер Олимпија. Вака сега јас, бидејќи можеби не сум толку многу запознаена со нештото или за сите тие што не гледаат во моментот, а не се запознаени со нештото, сакам малку подетално да ми кажеш фактички да кажеме вредноста на оваа награда која е. Мистер Олимпија како институција постои од далечната 65-та година.
И самиот факт дека господинот Арнолд Шварценегер, Лихен и Дориан и сите оние великани што ги познаваме, што ги гледаме на малите екрани, а сега и на YouTube и секаде се такмичеле, таму биле, учествували и тоа е врвот во светот на бодибилдингот и фитнесот. Еднакво на Олимпијада, кој што сите знаеме што е. И навистина ни беше чест нас, бидејќи има и мистер Олимпија аматер, кој што можеме да се приеме од тој аматерски дел. Посебно ни е често што јас и Габи бевме први во Америка што отидовме, 3 години поред одиме, 3 години се такмичиме таму, а уште поголемо што сме првите македонци кои што освоиле медал на мистер Олимпија аматер и тоа предизвика навистина голема чест кај нас да се осеќаме горди самите на себе, бидејќи тоа ни беше круна на се она што го работиме овие 27 години. Тој медал навистина ја многу пати имам кажано, премногу го посекувавме. Но конкуренцијата беше тука негде го оставивме еден од многуте. Еден од медалот од мистер Олимпија, но конкуренцијата на мистер Олимпија навистина преголема и во Америка кога одевме имаше по 60-70 луѓе во наша категорија. И секогаш кога гледав со овие медал, солзи ми надоаѓаа, викав на Габи че дојде ли еднаш ќе да го освоиме овој медал. И во Букуреш кога дојде тој ден навистина тој најемотивниот дел од нашиот живот, Габи навистина многу плаче. Не можам да ги опишам, да, тоа чувство, тие зборови, тие емоции, бидејќи нешто што го посакуваш толку време и конечно го има во твоите раци. За некој ова едно обично парче метал, но за нас ова е цел живот што го имаме вложено. Сите оние денови, сите оние многотрпни диети, се она што сме го поминале заедно, сите тие тешкоти се вреднуваат во ова парче метал, затоа мистер Олимпија аматер има посебно значење за нас. Ај сега да ја оставиме простор малку на Габи, бидејќи кажав дека ја освои големата награда, па да ми каже како таа се чувствуваше за сето тоа време, сите тие подготовки, сепак има фамилија, деца, кучиња има тука, што 4 кучиња, реално. Да. Знаете како, со оглед на тоа што и на мене денот ми почнува секој ден од 6 часот наутро, со тоа што јас веќе од 7:30 сум на работа, 8 часа во текот на денот ги поминувам работно. Потоа нормално кога се враќам дома малку и да одморам, активности околу дома и потоа веќе од 18:30 ни почнува тренингот. Знаеме дека овие наши тренинзи и кога сме на оној такмичарски режим, сите тие диети и напорни тренинзи потешко се издржува, но сепак успеваме на крај, да, мотивација и желба, на крај се добива резултат. Секој нормално кога оди на некој надпревар, длабоко во себе посакува на некој начин да постигне успех. И се не секогаш тоа доведува до успех, но самото тоа, сите тие припреми кога успеваш на крај да ги издржиш максимално до крај и со самото тоа што ти си издржал, ти веќе стануваш и со самиот себе се победуваш на некој начин. И посебно сум горда и драго ми е со сите тие мои успеси и можем да кажам дека да, посебно горда затоа што Тоше секогаш е горд на сето она што го работиме заедно, да, и сме го постигнале и можем да кажем дека од кога почнав да се занимавам јас со овој спорт, што далечната 2014 почна сето тоа како шала, па како до сега и пасија постана и ми е посебно чест и задоволство затоа што тој спорт не сближи уште повеќе, сме поблиски еден со друг и ја делиме секојдневно таа иста мака. Тоше, вие бевте пред недела и пол од сега, ако не се лажам, бевте на отварањето, 2 септември беше отварањето во Австрија, така го погодив датумот. Како поминавте таму, дали сте задоволни од она што го прикажавте на другите, како другите го прифаќаат нештото? Мислам, тука збориме веќе за еден нов бренд кој што допрва ќе дојде во Македонија, сега Тоше ќе ви каже малку повеќе за сето тоа, немајте. Тоа ни представува навистина огромна чест, што после 3 години преговори со мистер Олимпија успеавме да го земеме мистер Олимпија Гер. Мистер Олимпија почна да произведуваат нивен бренд на гардероба, кој што навистина во Америка е многу успешен и ние успеавме да добивме таа франшиза за Австрија, Германија и за овде за цел Балкан. И минатата недела на 2 септември го имавме отварањето во Виена, навистина еден прекрасен шоп кој што ги исполнува сите услови, дури повеќе од тие услови што ни беа дадени за како да изгледа тој шоп. Луѓето во Америка кои што
заедно соработуваме кои што се челници во Мистер Олимпија, беа изненадени како се тоа изведа. Имаше доста посетеност на денот на отварањето, доста луѓе дојде го посетија и се надевам дека ова ќе биде една многу успешна приказна и уште поголема чест ми е што луѓето не мора да порачуваат од Америка и да чекат со месеци да стигнат овде, туку сега ќе можат овде тоа да се го проба, да го видат, така да Мистер Олимпија стига и на Балканот сега. Стига на Балканот, ти ми кажа уште пред да почнеме со снимање дека ќе бидеме поканети на самото отварање, така да ќе присуствуваме секако, ќе видиме што е тоа, освен ако не се премислиш да речеш пупу, не важи. Ќе известиме и целата македонска јавност, нормално и вас, и се надеваме дека ќе биде интересно и успешно тоа отварање. Мистер Олимпија е сон за секој оној кој што се занимава со било како спорт, а да не збориме со бодибилдинг и фитнес. И сето она што го гледавме околу таа Мистер Олимпија пред 25-30 години, оние видеокасети, сонувавме на ден да може да видиме некој од Мистер Олимпија, а сега тој бренд го носиме овде, токму ние во Европа, така сме посебно горди. Ова е БЦА на Кевин Леврон. Исто така, ова е една доста мотивирачка приказна, овој човек што е овде. Овој ми беше идол пред 27 години. А овој човек овде што е, пред некои 6-7 месеци не исто ова место каде што стоиш ти, стоеш овде и заедно снимавме, заедно со нашето синче свиреа гитара горе, заедно спремавме овде јадење, заедно јадевме. Најголемиот мој идол ми е најдобар пријател и секогаш кога доаѓа во Македонија, доаѓа кај нас. Јас сум негов бренд амбасадор овде за Македонија, неговите производи почнавме да ги продаваме во Австрија. Кога и да одиме во Америка, најпрво одиме кај него, заедно со сите експо кај што е застапен тој, така што поука за младите нема со ништо што не се остваруваат. Само треба да ги посакуваме искрено и да работиме. Секогаш кажам, таа космичка енергија постои. Само треба да ја сакаме, да ја посакуваме искрено и да работиме и подсвесно да го сакаме тоа секогаш. Еден ден ќе се оствари. Тука веќе може да се поздравиме и да се гледаме само ваква убави прилики. Фала уште еднаш што бевте наши гости, што можевме сето ова да го презентираме и овој ѕид на гордост, како што го нарекувам, заедно со Габи да бидеме во оваа емисија и како што кажавме, се гледаме наскоро на отварањето. Пред известно време направивме една многу интересна журка кај да наш позната млад музички изведувач кој